Граѓаните револтирани покрај поскапувањето на храната и комуналните услуги. Следува нов удар по семејниот буџет, поскапување за вадење на лични документи, патните исправи, личните карти, возачките дозволи ќе чинат повеќе. Овој чекор на властите дополнително ги заразочара граѓаните, кои пред камерите на Алфа велат дека одвај го поменуваат месецот, а овој ценовен шок и како ќе влие врз нивниот джеп. Не се согласуваат со одлуките на властите. За мене е скапо. Имаме многу мали пензии, едва и доживуваме. Све кој ќе собереш и возачка дозвола и лична карта и ова, ќе биде 5000 скоро. Ја мислам дека не е во ред. Порасетат скапотија и овие работи не се добри, ама што да правиме? Не одлучуваме ние, одлучуваат други. Не го оправдувам тоа. Не се согласувам, како се согласувам. Ова е претерано. Ептен. Па скапо е спрема стандардот што го имаме, нормално дека е скапо. Според последните информации од МВР, пасош за лице над 27 години ќе изнесува 2000 денари, што е зголемување за 500 денари. Цената на личната карта ќе изнесува 310 денари, што е зголемување за 120 денари. Цената на возачката дозвола ќе изнесува 410 денари, што е зголемување за 130 денари. Ке има промени и на цените и на образците за итна постапка. Цената на пасошот по итна постапка ќе изнесува 6100 денари, што е зголемување за 1600 денари. Цената на возачката дозвола по итна постапка ќе изнесува 1230 денари, што е зголемување за 390 денари. Од МВР се правдаат дека поскапувањето било, оти покрај другото, биле зголемени и трошоците за одржување на системот. Промената на цените е поради зголемените набавни цени на увезените образци, зголемените трошоци за држување на системот кои се врши од страна на странски економски оператор, како и набавката на нови машини поради укажаната потреба од замена на веќе дотрејните машини за персонализација. За сега документите се издаваат по стара цена, но штом одлуката на владата ќе биде објавена во службен вестник, на сила стапуваат новите цени. Она што највеќе ги разлути граѓаните е сомнежот дека цело поскапување на документите сега е тенденциозно направено. Оти до 2024 година, сите оние кои немаат документи на кои го пишува новото име на државата, мораат да извадат нови, а поскапувањето е токму сега. Тенденциозно да ги вратат парите што им недостасуваат у буџета, ја мислам дека тоа невозможно. Некои работи тенденциозно се прават. Дури перферно. Да. За обнова на сите документи и регистарски таблички, едно лице ќе треба да одвои 4570 денари.